Етничката припадност на граѓаните ќе биде дел од личните карти, а во посебна графа ќе биде државјанството со географската додавка од новото уставно име. Според премиерот Заев, ова не е спротивно на Преспанскиот договор, а предлогот кој произлезе од БЕСА е усогласен во рамки на владеачката коалиција. Ова е даден збор, аргументиран од страна на БЕСА, уште 2018-19 година, буквално кога се гласа уставните промени. Аргументациите ги разгледав јас, тимот, со сите стручни служби. Секако, уште еднаш тоа го проверивме низ Преспанскиот договор, сме разговарале, може јас не лично, но моите советници за надворешни работи, министрите за надворешни работи, тогаш и сега и се, и апсолутно во корелација со Преспанскиот договор. Лидерот на опозицијата пак останува на тврдењата дека амбасада на една држава во Македонија има сериозни забелешки со став дека тоа не е во согласност со договорот од Нивици и дека премиерот само калкулира со довербата на коалицијските партнери. Ако Заев има искрени намери да го иструка решението низ собраниска процедура, зошто тогаш не го поднесе предлогот со европско знаменце, прашува Мицкоски. Ние инсистираме во личните карти да стои мојата национална припадност, дека сум дел од македонскиот народ. Инсистираме тоа да биде во патните исправи и ако навистина Зоран Заев сака тоа да го направи, бидејќи досега брутално на 100 пати го прекрши правилото за користење на европското знаменце, еве зошто тоа не го направи сега, да речеме, и да го достави законот во рамките на собранието со европското знаменце, да можам јас да се идентификувам себе си како македонец. Еве зошто тоа не го направи, ако навистина има толкава желба. Левица во парламентот веќе го блокира законот за лични карти со над 1000 амандмани. Според оваа партија со законот се разбива македонската нација, а Македонија станува обична територија составена од етникуми. Според Мицкоски, блокадите во собранието се во координација на Заев, заедно со оние кои тој ги поддржувал пред изборите, а тие требале да одземат гласови од ВМРО-ДПМН.